Ова е една од најубавите зони индустријски во Република Македонија, која што ја направи локалната самоуправа со комплетни инвестиции во инфраструктура и како што се градат објекти, така ние ги пратиме со инфраструктура. Досега имаме инвестирано преку 1.000.000 евра за канализации, водоводи, асфалтни улици, тротарски површини, осветлување на самата зона, електрични кабли, оптички кабел, се она што треба нормално да функционираат сите овие објекти. Тритекс е една од најголемите фирми која вработува преку 300 луѓе, меѓутоа моментално во оваа зона циркулираат преку 500 вработени, а откако ќе бидат доградени сите објекти, бидејќи секој месец никнува по еден нов објект или започнува да се гради, полниот капацитет на оваа зона ќе биде 1500 до 2000 вработување. Иначе, ова се објекти од работењето на оваа локална самоуправа и владата на ВМРО ДПМН, а овие транзициони објекти се од работењето на Социјалдемократскиот сојуз и владењето тоа со најлошата транзиција на ниво на Европа, кога преку 35-40 невработени останаа на ниво на град Прилеп, го направи европски и светски рекорд во невработеност. Сепа луѓето можат многу добро да споредат сите овие нови објекти и новата индустријска зона Прилеп 1 и овие стари објекти, ругло објекти кои што се споменици од времето на СДСМ од нивната транзиција. Денес не во посета на една од поголемите компании во градот Васидора. Посетивме повеќе компании. Сметам дека оваа компанија овие 12,5 години многу напредуваше, околу 200 вработени, сега бројката е негде околу 700, повеќе од 700 вработени и една од поголемите компании во градот. Во овој период од 12,5 години бројката на невработени е намалена за цели 13,5 луѓе невработени кои што биле претходно, сега оствариле работен однос и со таа тенденција сне да продолжиме и понатаму. Во нашата програма со создавање услови за проширување на домашните и странските компании, проширување на нивните капацитети, нови индустријски зони, ќе гледаме да таа бројка ја зголемиме на вработени за нови 5 до 7.000 лица. Секогаш локалната самоуправа била одличен партнер и на домашните и на странските компании во градот, а резултат на сето тоа е и проширувањето на сите овие погони, разработување на старите пропаднати фабрики од времето на транзиција со нови погони и нови работни места. Значи,